Македонија е подготвена за затворање на наметнатиот проблем од Грција. Според премиерот Зоран Заев, преговорите на преговарачите со медијаторот Метју Нимиц ќе почнат следната недела. По низата непрецизни најави за таква средба, сега Заев, говорејќи во Љубљана, Словенија, за евроатлантските интеграции, прецизираше датум 20 или 21 ноември. После завршувањето на локалните избори, беше многу логично да се очекува да се направи нов обид во решавањето на овој суштествен или чувствителен проблем, кој што го има Република Грција со нашето уставно име, а кој што истовремено е пречка за нашите интегративни процеси. Процесите веќе почнуваат. 20 или 21 ноември очекуваме да се направи првата средба помеѓу преговарачите од двете земји со медијаторот Метју Нимиц. Колку за подсетување, ваквиот развој на настаните беше очекуван, не само заради декларативните заложби од Скопје и од Атина, кои се интензивираа особено по брзопотезното прифаќање на бугарскиот модел на договор за добрососедство, туку и секако заради директните исполнување на грчките предуслови за влегување во преговори, конкретни мерки кон преименување на се што го носи името Александар Македонски, односно Велики, и искоренување на споменици на Александар и на Филип II Македонски. По неколкуте средби во Скопје и во Атина, шефовите на дипломатиите Никола Димитров и Никос Кодзијас вчера се сретнаа и на маргините на состанокот на шефовите на дипломатиите на земјите од Европската унија во Брисел. Што и колку таму се дефинирало во однос на напредокот во преговорите не се знае. Но по најавената дата за продолжување или пак овој пат започнување на конкретни преговори под посредништво на Нимиц, како што дефинираше Заев, обид кој што ќе биде последен со конечна цел, Заев нагласи и дека во Македонија се работи на градење на национален консензус. Во Македонија се обидуваме да изградиме национален консензус, сите, председателот на државата, владата, опозицијата, но во функција на наоѓање решенија, не на негово одложување. За разлика од ваквата оценка, минатата недела Александар Николовски од ВМРО-ДПМНЕ беше прецизен дека во опозицијата немаат никакви информации и дека никој не комуницира со нив по ова прашање. Не става во една крајно подредена позиција. Ние години наназад имаме спор со Грција по однос на нашето име. Ваков однос од ниеден премиер, без разлика дали бил Црвенковски во 90-те, Ѓорѓиевски, Бучковски, Груевски, после тоа сме немале, односно имаме еден однос на премиер кој што директно ги подрива позициите на Република Македонија. Кон сето ова може да се надоврзат и предупредувањата од лидерот на опозицијата Никола Груевски дека, како нагласи, крајната цел со носењето на Зоран Заев и СДСМ на власт е промена на името на Република Македонија. Целта на сето ова што ни се случува е промена на името на државата, јазикот, нацијата, промена на идентитетот. Тој всушност бореше за редефинирање на државата, нагласуваше Груевски. Минатата недела пак Заев бил на средба со председателот на државата, но не се знае дали меѓу прашањата за кои се разговарало во вилата на Иванов било и отпочнувањето на процесот за името. Неофицијално дознава телевизија Нова. Во меѓувреме, исто како и со името на аеродромот, во јавноста преку провладините медиуми се пласираат пробни балони за решението кое би било прифатливо за извршната власт. Откако поранешниот собраниски спикер Стојан Нандов повика ВМРО-ДПМНЕ да го поддржи евентуалното решение, кое за него би можело да биде Горна Македонија, Руди Лазаревски пак сега повикува на името Северна Македонија, а веќе се пласира и името Вардарска Македонија. Заедничко за сите предлози кои неочекувано доаѓаат од тука, од Република Македонија, е тоа што географската одредница сега се вметнува меѓу Република и Македонија, што според сите досегашни анализи во овој двојполдецениски процес ја менува суштината и навлегува длабоко во промена на комплексот идентитетски прашања. Тоа што е интересно е што референдумското изјаснување по ова прашање, за кое на почетокот се бореше само ВМРО-ДПМНЕ, сега е дел од плановите и најавите од членовите на извршните власти и во Македонија, но изненадувачки и во соседна Грција. Кога, дали и за какво решение би се изјаснувале граѓаните на референдум, сепак зависи од многу фактори, меѓу другите и од отпорот кон ваквиот приот на решавање, кој од различни причини е се понагласен од јавноста.